И здраво на сите, добар дојдовте во нова епизода од Патот кон себе. Пред да го започнам ово видео, ќе ви кажам каде бев, зошто ме немаше и зошто немаше видеа една недела. Бев во Виена и во Будимпешта и во некои мали градови во Будимпешта. Ќе ви оставам во прилог каде бев, снимав, не ве заборавив, така да без гајле. Ќе ви покажам каде бев, каде шетав, колку чинеше турата, ќе ви раскажам се и тогаш веднаш ќе продолжиме на самата тема. Se uzdići jedna dinastija koja će vladati ovom teritorijom sve do kraja Prvog svjetskog rata, to je dinastija Habsburgovaca. Stvarno, gdje god da sam kretao po sebe, to stvarno ima tu težinu. Veliki moćni imperije i to ćemo imati akustičnijih dvorana na svetu. I evo pogledajte, građeno u stilu italijanski renesanse. Ono što je interesantno, dvojica arhitekata koji su gradili ovo sjajno zdanje nisu doživjeli da se ovo zdanje otvori. Mesto da imate sjajnu kolekciju, kažu preko 1000 vrsta leptira. Perfektno zdanje koje je danas naravno turistička atrakcija, ali mesto da i dan danas zaseda, što mi kažemo austrijski parlament. Desno od nas je Volksgarten, znači kraljevsko ili carsko pozorište koje je pripadalo u suštini, što mi kažemo, samoj kraljevskoj palati. Pričat ću vam kasnije zašto je toliko. Како што можете да видите, се наоѓаме пред најпознатото место во Будимпешта, каде се собраат најубавите фотосесии. Како што гледате, малку магла има денес. Така да не ви се погоди денот. Baby, so hurry down the chimney route. Hurry down the Денешната тема од денешниот подкаст е зошто најчесто се откажуваме пред самиот успех. Сакав да зборам за оваа тема затоа што сметам дека е многу опширна, сметам дека е многу добра за оние луѓе кои што се мачат со успех, се мачат со неуспех и сметам дека со ова видео на некој начин ќе ви дадам некаква мотивација во животот. Знаете што е наиронично? Многу луѓе се откажуваат точно 5 минути пред да им тропне успехот на врата.
Сум бил еден од тие луѓе, каде што сум сакал нешто да направам, меѓутоа после 2 дена ќе се откажам затоа што не сум гледал резултати. А резултати не се појавуваат преку ноќ. Резултати не се појавуваат за 24 часа. За резултати треба време, треба месеци, можеби години. За да имате било каков успех во животот, за било што, дали тоа било снимање, веќе како што снимам ја сега. Дали тоа било учење, дали тоа било некаква професија, дали тоа било глума, дали било со пеење, дали било вежбање во теретана, треба време за било каков успех. Јас многу пати сум бил во таа ситуација каде што јас многу пати сум бил во таа ситуација каде што сум работел, сум давал се од себе и така ќе ми се појави некоја мисла наеднаш, што ако што ќе добијам од ова, ајде ќе се откажам и ќе се откажам. Затоа многу пати не сум успел во животот заради некои одредени работи. Сега ќе ви кажам 3 главни причини зошто ние луѓето се откажуваме толку лесно од успехот. Првата причина е дека веќе сте уморни од пробување, од давање се од себе, од идење кон целта и само наеднаш мозокот се уморува и вие ставате крај на сето тоа. Затоа што ако еднаш не ви успеало, 2 пати, 3 пати не ви успеало, третиот пат веќе сте исцрпени и изморени да го правите истото од почеток. Втората причина е затоа што немаме брзи резултати. Значи најголемиот успех го добиваш после најдолгиот период на чекање, каде што немало никаков резултат. Зошто? Затоа што, например, јас сега снимам и сега имав 8 субскрајбери, претплатници. Сега имам 23, утре ќе имам 30. И си ги ценам, си ја ценам таа бројка и сум премногу благодарен и фала ви за големата бројка на прегледност од минатиот подкаст што го снимав со мојата пријателка Бојана. Благодарен сум ви од срце за тоа. Третата главна причина е плашење од успех, затоа што со самиот успех сваќаш дека треба да имаш поголема мотивација, поголема одговорност за тој успех, затоа што ако ти успеш во нешто и само тоа го пуштиш во вода, тој успех ќе пропадне. И затоа повеќе луѓе кои ќе успеат се плашат и се откажуваат затоа што со самото успевање и одење кон целта, автоматски тоа ти доаѓа као преголема одговорност за тебе и за твојот живот и за новите навики што ти следуваат во тој успех. Еве еден мотивацијски момент. Замисли да се откажеш и се откажуваш, а успехот ти бил уште еден ден обид, уште една порака, уште еден повик. Замислете. Ќе земам за пример глума. Аплицирате за кастинг, одите на кастинг, не поминувате. Разочарани сте. Се превувате после недела повторно. Одите повторно на кастинг, повторно ништо. Се превувате уште еднаш и повторно ништо. И баш кога ќе се откажете, тогаш ќе ви се отвори врата, каде што ќе се речете, требаше уште еднаш да отидам и да пробам. Тоа си мислиме случајно мене лично, и на некои луѓе што ги познавам од около, значи пробувајте, нема што да изгубите. Ако треба 20 пати отиде на кастинг, нема што да изгубиш. Истото важи со пеење и со одење на надпревари, како што е Звезда Гранда, не знам кои ги има сега, Хајп звезди, Пинкови звезди. Мислам сум гледале таму луѓе, ако не поминат еднашка, 2 пати, 5 пати, они одат повторно секоја година ги гледам. Тоа е идење кон целта. И они се уморни, не викам не, ама тоа е идење кон самата цел. Браво за тие луѓе. Следниот пат кога ќе посакаш да се откажеш, не се откажувај. Оди понатака. Прати ја таа порака. Заврти го тој број. Отиди на таа аудиција, отиди на тој надпревар. Објави ја таа епизода, објави ја таа слика на Инстаграм. Објавете. Затоа што не знаете што може да се случи. Еве сега може тоа видеото со мојата гостинка Бојана ќе добија 2000 прегледи и јас може да добијам спонзори, например, затоа што сега се уште немам спонзори. Еве, например, ја цело време јас имам премногу идеи, еви да не ми успеува, јас продолжувам да снимам. 10 прегледи, whatever. И тие 10 се луѓе што одвоиле време и го пуштале видеото и го изгледале до крај. Еве сега сакам да правам нешто за нова година. Нека новогодишна емисија, нешто убаво да биде и ќе правам. И да го очекувате тоа од мене ќе биде објавена на 31 декември. Ќе има многу луѓе, ќе има Дедо Мраз, ќе има делење подароци, делење пакетчиња, ќе има анкети, ќе има музика, ќе биде навистина се убаво.
И ја ќе се снимам, и на пример јас таа епизода ќе едитирам преубаво и да не добие ни еден лайк. Ќе едитирам и ќе објавам. И утре да не ми успее, ама знам дека ќе успее, ќе имам спомен. Тоа видео ќе остане на YouTube, ќе имам спомен, ќе отворам, ќе видам кога снимав. Не знам дали ме разбирате, или верам дека ме разбирате многу добро. Многу луѓе се откажуваат, а им е најтешко. И тоа е главната цел, дека сте блиску до самиот успех. Доколку успевате во нешто, градите нешто, било што и да е, значи зборувам за било што и да е, кога ви е најтешко, тоа значи дека сте 1% блиску до самиот успех. Самиот момент кога ја губиме довербата со себе си е моментот кога сваќаме дека ништо веќе не вреди. Например, еве замислете, градите куќа 6 месеци и баш кога треба да го ставите кровот, вие се викате у себе си, не вреди зашто правам куќа. И тоа е многу лошо, тоа стварно може да ве зафркне многу пати во животот за било што. Дали било за полагање кола, не знам, за градење нешто, за бизнис, за било што. Значи, целта до успехот, патот до успехот е многу тежок и ќе имате многу препреки. Тоа го зборувавме во минатата епизода од Патот кон себе, што снимав со Бојана. Патот до успехот знае да биде лесен, ама ќе имате секако вид на замки. Дали тоа биле од пријатели, од Господ, бидејќи никој не успева за 24 часа. Ама никој. Најлошо нешто што можете да направите е да се вратите во удобното. Тоа е најтешката замка, затоа што нели патот до успехот е тежок и со тоа што вие се откажувате и викате, окей, не можам, уморен сум денеска, можете многу да изгубите. Можете многу да изгубите. Еве ја у моментов сум многу настинат, воопшто не има окей, затоа што Будимпешта е премногу ладно. Ја носев некои аутфити што не беа баш прикладни за Будимпешта и сум настинат, ме боли главата, е 27, значи само сакам да си легнам. И ја кажав не, ќе дојдам во студио и ќе снимам. И као што гледате, сега го гледате видеото. Тука сум и снимам и зборам со вас. Колку и да ми е тешко, еве пример, колку и да ми е тешко сега ми се спие и ми се уморен сум и значи не знам кај се наоѓам, ја повторно сум тука и разговарам со вас и ви давам мотивација на вас и на другите луѓе кои што им е потребно. Така да еве земете пример од мене. Не мора да од мене, земете од некој друг пример. Од некој јутубер, од некој тиктокер што го гледате. Од некој инфлуенсер што го имате, што го следите на Инстаграм. Земете било каков пример и не се откажувајте. Не сте вежбале денеска, вежбајте дома. Не сте можеле да се храните здраво, немате доволно средства. Океј, ќе јадам омлет, ќе направам нешто, ќе го тргнам левот на страна, нема да јадам благо. И тоа е успех. Логично нема да ослабнете за 2 дена, но постепено, како што ги сфрлувате тие нездрави намирници, нездрава храна од вашиот организам и од вашата исхрана, постепено ќе гледате резултати. И тоа е така за се во животот. Например, зимате возачка, така? Положувате за возачка за кола конечно после 5 месеци, пошто не знам колку трае, сега имам положено скоро 5 години. Положувате така, влагате прв пат во кола и ви е страв. И вие не седнувате веќе во кола. Значи познавам примери. Имаат луѓе возачки и не седнуваат во кола да возат затоа што има страв. И мене ми беше страв. Ама јас прв пат кога положив, истиот ден кога ја зема возачката, ја отидов во Припор кај другарка на гости на Слава. Отидов на гости кај другарка. Сам. Во Припор. А тие што, доколку знаете каде е Припор, знаете дека вака се угорниците. Отидов сам, се вратив жив и здрав. Сега возам, ја не би можел сега животот да си го замислам без кола искрено. Не би можел да си го замислам животот без кола и како немам кола. Да се возам во автобус секој ден. Океј, можеби некој не може да има кола, мене ми е тоа сосема јасно. Но ја го имав тој страв и сега го немам тој страв. И сега се возам сосема ненормално. Не возам брзо, не возам споро, возам сосема океј. Ја без кола не би можел да живеам, пошто реално колата може всеки да те однесе. Тоа е затоа што не сум се откажал. И пак сум влегол во кола, пак сум ги ставил рацете на волан и повторно сум возел. И кога ми било страв, ја повторно сум возел. Така да, ете ви еден пример дека доколку не се откажете, утре ќе ве облеви ножито, ќе ве облее сонце, а не облаци. Така да тоа е за било што во животот. Само да знаете. Ете ви чист пример, доколку
сте заглавени некаде во животот и имате возачка страв вие да возите, верувајте дека ништо не е страшно, ништо не е пострашно од умот. Ништо не е пострашно од депресија, ништо не е пострашно од да сте затворени 24/7 дома. Излезете, прошетајте. Не можете, натерајте се себе си. Излезете, прошетајте. И тоа ве води секој ден се поблиску и поблиску од успехот, без разлика на што е. Еве сега ќе ви кажам уште еден пример. Јас порано немам читано книги, значи немам читано книги. Да продолжиме. Јас, на пример, никогаш немам читано книга во животот. Се признавам, порано може би сум читал лектири, ама никогаш немам читано книга во животот. И лани, 2025 година, бев на одмор од работа, кај што работев на аеродром, и така имав некоја желба да читам книга. Отидов во библиотека и купив Терапија од Себастијан Фицак, беше мислам дека околу 280 страни, не сум точно сигурен. Почнав да ја читам книгата и ја бев во шок дека успев да прочитам книгата за 24 часа. И ова е вистина, значи не е измислено, стварна вистина. И гледам тука ми се нави желба дека сакам уште да читам. Отидов купив уште 2 книги, двете ги прочитав за 2 недели. Купив уште книги, тие ги прочитав и уште купував и уште читав и викам што ми стана наеднаш, секој ден читам по една книга, викам ова е стварно као изненаден сум од себе си, горд сум на себе си, нели. И една вечер седам така дома во соба, така ми доаѓаат некои зборови нешто да напишам. И напишав нешто, ако пробам ќе ви го ставам тука да видите. Тоа беше почетокот на мојата прва книга, што ни јас не верував дека ќе напишам книга. И немав лаптоп, почнав да пишам на телефон и во тетрадка и немав лаптоп. И сакав уште да пишувам и пишувам и пишувам и пишувам, ако можам ќе најдам, ќе ви ставам тука да ги видите моите првите почетоци од мојата прва книга. И отидов ја за 2 дена, купив лаптоп и продолжив да пишувам. И јас напишав книга. Напишав книга од 125 страни, која што се вика Не верувај никому, која што е психолошки трилер и е многу јака книга. И тоа се сум ја напишал од сите тие трилери психолошки што јас сум ги читал. Знаете, не сум зимал идеи од интернет. Тоа се што го имам напишано е лично мое. И многу луѓе ја прочитаа и многу луѓе кажа дека е чудо, дека е предобра, дека им се меша мозокот, што нели нормално психолошките трилери го прават тоа. Искрено ми е многу мило за тоа и сум многу горд на себе си, така да, што да ви кажам друго. Само не се откажувајте, само верувајте во себе си и одете напред кон целта, а Господ Бог ќе ви подари успех, ќе ви подари мир, ќе ви подари здравје, среќа, но доколку не се откажете и доколку идете кон целта честно. Доколку идете прљаво кон целта и правите превари и неверство, нема да успеете. Нема да успеете, затоа што кога тоа кармата ќе ви се врати во животот. Така да, се надам дека уживавте во ова видео, се надам дека ви дадов на некој начин мотивација. Малку сум заребнат, се извинувам. Очекувате многу големи проекти од моја страна, од мојот подкаст. Очекувате многу убави емисии, многу убави гости, многу позитивни гости, многу влогови, многу све, значи не можам да откривам. Така да, се ближат новогодишни празници. За мене едни од најубавите празници што може да ги има во годината. Така некако кога е нова година, кога се накитила, некако посебно убаво се чувствувам. Верувајте во себе, верувајте во вашите вредности, верувајте во вашите успеси, верувајте во вашите родители и најбитно од сето ова е верувајте си на себе си. Од сето ова е најбитно верувајте на себе си. Слушајте го што сака срцето, затоа што тоа најдобро знае што ви е потребно. Мозокот ви проектира работи. Океј, ви треба мозокот за да размислувате, но мозокот ви проектира работи и не го слушајте толку мозокот, затоа што он ви прави илузија, ве буни, значи најбитно е слушајте си го срцето. И што тоа на вас ви кажува. Така да, доколку живавте во оваа денешна епизода, оставете еден огромен лайк, ставете еден огромен сабскрајб, а ние се гледаме во некое наредно видео. Чао, чао!